Празник на смејата со безброј малечки весели лица на најмалите владееше во нашата општина и овој 1 април на денот на шегата. Од рано утро маскирани со помош на своите родители и најблиски, нашите најмлади сограѓани се подготвија за годинешната априлијада, овој пат интегрирана во програмата на Крива Паланка, град на културата. Априлијадата се организираше во 2 сегменти кои се одвиваа паралелно, во соработка на воспитно-образовните институции од Крива Паланка, основните општински училишта Јоаким Крчовски и Илинден и детската градинка Детелинка. Имено, оние помладите од градинката и забавишните групи гостуваа кај тие од основните училишта од 1 до 5 оделение. А ние ги посетивме сите и ви ја пренесуваме атмосферата од општинската маскарада. Ви известивме за дефилето под маски низ градските улици во режија на учениците од основното општинско училиште Јоаким Крчовски. Ред е да ви ги представиме и оние помладите кои се чини најмногу му се радуваат на денот кога облечени во костимите на своите омилени ликови од бајките и цртаните филмови за миг излегуваат од реалноста и со восхит се преобразуваат во некој друг, кој е нивно секојдневие, плод на детските мечтања. Па така, во градинката и забавишните групи каде пристигнавме рано утрината, радосно не дочекаа принцези, кловнови, пчелички, грофови и нинџа желки, па Снежана, Спајдермен, Бетмен и Бентен. А имаше и такви кои го представуваат тековното годишно време пролета. Сите научиле по некоја шега со помош на воспитувачките, па брзо не насмееа до солзи. Една оса оди боса, еде паја, фатил заја, една кула овци чува, една болма просо кола. Потем сите тие според предвиденото сценарио на годинешната априлијада отидоа нагости кај малку повозрасните, основците, а оттаму на дефиле. Тоа кога станува збор за дечињата од централните клонови на Детелинка. А што се однесува на оние од клонот на улицата Свети Јоаким Осоговски, според местоположбата беше предвидено да заминат во блиското основно општинско училиште Илинден, каде на малку поинаков начин, но не за прв пат, дефилираа во училишниот хол, кој е неодамна реновиран и доволно простран за да биде место каде ќе се одвива вториот дел од маскарадата во Крива Паланка. Тука со звуците на популарните детски рефрени другаруваа сите. Маските на Зоро, пиратите, дипломците, попови и калуѓерки, разните диви и питоми животинчиња, маски кои кај сите родители и присутни предизвикаа восхит. И не само тоа, на убавата манифестација имаше и задолжени за дополнително разведрување на атмосферата, кои кажуваа шеги и досетки на општо задоволство на сите. А маскираните вешто се потрудиле. Сите до еден, мора да признаеме. Но имаше и зошто.
Втора година поред во Основното општинско училиште Илинден по дефилето на групите од Детелинка и од прво до петто одделение со првична цел дружење и социализација на различните возрастни категории деца, жири комисијата формирана да одбере најдобри 3 поединечни и исто толку групни маски, која имаше на вистина тешка задача, на крајот мораше да се одлучи за 3 најоригинални и највпечатливи. Но како што истакна и директорот на Основното општинско училиште Илинден, сите тие добија еднакво вредни награди, зашто секако сите вложиле многу енергија и труд за подготовката. Ова е веќе втора година каде што ние организираме ваква прелијада кој што внатре во холот, бидејќи холот не е реновиран и сакаме да го истакнеме овој начин на функционирање. Значи, ние имавме гости прва година, гости од забавишчето Детелинка, кои што ни се представија со нивните поединечни и групни маски. Исто така и нашите ученици од прво до пето одделение продефилира. И оваа година тие ќе добијат групна диплома за учество на прелијадата, а првите 3 места ќе добијат соодветни награди. Сите ќе бидат исти награди, да не ги делиме децата од прво, второ и трето место. Со ова се востанува еден начин на соработка и помеѓу установите, дружење помеѓу дечињата од повеќе институции, се со цел сите тие да имаат добар интегративен процес надвор од воспитниот процес кој што е основен во училиштето. Значи, токму така, ние сакаме да соработуваме и со другите воспитно-образовни организации, бидејќи тие потекнуваат децата од таму. Верувам дека ќе продолжиме и понатаму со оваа активност и соработка. И на вистина, кохезијата на милите и сладки ликови од најразлични возрасти е основа за продолжување на соработката помеѓу институциите, каде од мали нозе се интегрира дружбата и радоста кај дечињата. Со неа се отвора патот за весела и здрава младина и нација, која во контекст на ширење позитивна енергија во секојдневието, секоја пригода ќе ја користи за смеја и радост, а не само првоаприлската маскарада.